Денеска сакам да ве информирам дека советничката група на ВМРО ДПМН на крајно безобразен начин сака да ја блокира работата на општина Газибаба. Со тоа што ВМРО ДПМН поради наводна солидарност со притворените учесници и организатори на крвавите настани во собранието на 27 на предлог на председателот на Советот, поддржан од советниците од ВМРО ДПМН, спречи да се донесе нацрт буџетот на општината. Наместо да одберат развој и буџет на општина ВМРО, ДПМН одбра да постапи по наредба на Никола Груевски. Ова не е прв пат ВМРО ДПМН да се обиде да ја блокира работата на Советот на општината. Нашата идеја, за кој знае и советниците на ВМРО ДПМН, беше носење на буџетот во две фази. Првата, она која денес требаше да се разгледа на Совет, кој беше предлог програмите за работа на секторите во општината со сите нивни проекти, како и нацрт буџетот на општината. Во втората фаза, која требаше да се одвива во текот на ова недела, беше планирано нацрт буџетот да се презентира пред граѓаните, училиштата, градинките, бизнис секторот, како би се слушнали и нивните мислења и предлози како да се распределат средствата. Иако секогаш и за се биле уредно консултирање, советниците на ВМРО ДПМН работат свесно на штета на граѓаните. Доказ за тоа се и записниците од работните тела на кои учествуваа и советниците на ВМРО ДПМН, каде што дадоа поддршка за сите програми кои се составен дел на буџетот пред самата седница. Оваа блокада, која денеска ја прават, значи опасност да се исплаќаат плати, да се реализираат започнати активности, со еден збор блокада на системот на општината, која директно им штети на граѓаните. ВМРО ДПМН денеска со ова постапка ги спречи следните проекти кои беа дел од овој буџет. Изградба на системи за одводнување и пречистување отпадни води од населените места Турбарево до Дрма. Изградба на примарна фекална канализација за населените места Смилковци, Црешево и Винича. Изградба на системи за одводнување и атмосферска вода во Триангла. Изградба на спортско-рекреативен центар Црешево Стајковци. Изградба на нова детска градинка во Стајковци. Изградба на топловодни инсталации во Триангла и хиподрум и уште многу други проекти од капитално значење. Овие проекти се директно во интерес за подобри услови за животот на граѓаните, а ВМРО ДПМН ги закочи. Ве информирам дека како градоначалник ова нема да го дозволам. Ниту јас, ниту граѓаните на Газибаба не може да бидат заложници на нечии криминални интереси. Ако ВМРО ДПМН тоне, не дозволувам да не повлече и нас. Токму затоа, согласно овластувањата, а се со цел да не трпи општината и граѓаните, заедно со администрацијата во општината Газибаба и советниците од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, во текот на овој наредната недела, ќе ги завршиме сите планирани средби со граѓаните, бизнис секторот и невладините организации за нивните барања, за да не трпи обврската која што ги има општината спрема нив. Доколку советниците на ВМРО ДПМН не се вразумат и продолжат со блокирање на буџетот, ќе одиме со мерка за временно финансирање на општината. Сакам да им порачам на советничката група на ВМРО ДПМН дека протестираат на погрешна адреса. Општина Газибаба не е кривичен орган и не притвора никого. Тука се во општината и треба да се работи во интерес на граѓаните, а не на партијата. За жал, советниците на ВМРО ДПМН очигледно не знаат како се работи за интерес на граѓаните. Повелете со прашање, докога имате. Велите дека нема да го дозволите тоа да со самата блокада на буџетот да притрпат граѓаните, и велите дека ќе одите со мерка за временно финансирање, на колку тоа ќе донесе во иднина и какви мерки конкретно, кои се овластувањата за да може да се донесе до крајот на годината буџетот и дали ќе се донесе воопшто бидејќи имате блокада? Да, јас упатив апел, значи имавме доволно време
и простори се уште имаме време и простор во текот на овој месец, заклучно 31 декември 2017 година да го донесеме буџетот. Ние како советничка група и како градоначалник, а во интерес на граѓаните, ги повикуваме, значи повторно и граѓаните и бизнес секторот и другите да седнеме на маса да разговараме. Тоа не зависи од нас. Мислам ке ме разберете за тоа што согласно закон за буџет кој што вели дека доколку до 31 декември не се донесе буџетот, Министерството за финансија препишува временно финансирање на општините и трошењето на парите во 1/3 од минатата година. Со тоа значи дека е само тековно, нормално функционирање без никаков капитален објект, што значи живо за граѓаните. Дали има дополнителни прашања или врска со временото финансирање? Тоа не значи дека е исклучена можноста повторно да седнат на маса, или ова што го денеска го издемонстрира е на погрешна врата и адреса. Ние разговаравме за нацрт и бевме прва општина во Скопје, кај што идевме во две фази. Првата беше во нацрт, каде што сакавме да ги слушнеме сите, заинтересирани и заеднички на крајно јасен и транспарентен начин да го донесеме буџетот и со граѓаните во урбаните заедници, и со бизнес секторот, и со невладените организации. Тоа го правевме во изминатиот период и сите нивни проекти размислувавме да ги вклучиме. Бидејќи нацртот како форма и не е потребна, јас како градоначалник ќе одам во втората форма како веќе предлог. И во наредните денови тоа ќе ја искористам приликата заедно да повторам дека тоа ќе го направам. Дали ќе се вразума, тоа зависи од нив, не од градоначалникот и од администрацијата на општината. Едно кратко прашање, за колкава сума на буџет се работи, конкретно во делот на образование, колку пари имате одвоено? Значи, вкупната сума на буџетот кој што е планиран за наредната година е 1 милиарда и 200 милиона денари, проектирано. Каде што се тука и блок дотациите, капиталните објекти кои што планиравме да ги реализираме, како и сите заостанати обврски кои што стојат на располагање од изминатиот период. Тука мора да потенцирам дека во изминатите 4 години реализацијата на приходот и приходната страница во општина Газибаба се одвивала помеѓу 50 и 61% од планираното. Се уште детално ги испитуваме сите заостанати обврски и до крајот на неделата и ова информација ќе имате од службите. Дали имате уште нешто? Детално може да го развијате буџетот вие тука. Слободно можете сите информации кои што се планирани во делот на нацрт буџетот да би ги оставам и сите проекти и програми кои што се само дел, а не е предлог. За предлогот ќе разговараме кога ќе биде веќе финално. Али начинот на кој што се направи ова денеска, за кој што треба да се оправдат причините е далеко од надлежноста на Советот во име на граѓаните.